На луѓето им се допаѓа електрична Шкода. Тоа го покажуваат и резултатите од продажбата и имиджот што ова Шкода Ениак го ужива на сцената. Секако дека тоа не е исклучок и не е феномен, туку се должи на долгата историја и на традицијата на чешката марка. Да се присетиме на времето кога Чешка беше дел од земјите од источниот блок и кога работите и во автомобилската индустрија се правеа според некој диктат, според некоја замисла кои автомобили најмногу одговараат за тие услови. И во тоа време Русија произведуваше Лада 1200, доскоро додуше ја произведуваше и стана легенда, тоа е веќе несомнено. Меѓутоа, произведуваше Лада, лицензно произведуваше Лада 1200, која што е лиценца на 124, на Fiat 124. Понатаму Југославија тогаш произведуваше Застава. Сите тие модели се темелеа на некои лиценци на Fiat, од Fiat 128, Fiat 127, Fiat 600, па и Fiat 1300 и 1500. Шкода пак и во тоа време ги правеше работите различно, ги правеше на собствен начин и произведуваше собствени модели, собствено развиени модели. Тоа е времето на кое што бројни генерации уште се среќаваат и тоа се моделите легендарната Шкода 1000 МБ, Млада Болеслав, Шкода 1000 МБ за Млада Болеслав, потоа следеше генерацијата на Шкода 105, 120, 130, па и Шкода 130 Rapid Coupe со нешто повисока спецификација, значи. Секако дека Шкода во целиот тој период си го почитуваше своето учество во мотоспортот, своето име во мотоспортот, во релито и до денес е присутна во релито. Потоа следи периодот во почетокот на 1990-тите години, кога Volkswagen купува прво акции во Шкода и ја модернизира тогашната Фелиција, еден од највпечатливите модели на Шкода во тоа време на нашите простори и воопшто. Уште тогаш се ценеа и се продаваа моделите на Шкода во Германија и во Западна Европа. Потоа, во средината на 1990-тите години се случува целосно преземање на Шкода како сестринска марка во концернот Volkswagen и тогаш Шкода станува дел од тој голем германски концерн заслужено. Тогаш се појавува Октавија. И Октавија е символ за успешна трансформација, за промени кои што се постигнуваат со успех. Затоа се случува сега сцената да го одобри, да и се допаѓа електричниот погон, кој што исто така е една голема промена која што се случува. Меѓутоа, сето е содржано во тој имидж, сите тие успешни промени. Практично Шкода уверува, имиджот на Шкода уверува дека електричниот погон е добар. Луѓе веруваат дека штом Шкода го направила овој електричен модел, тогаш тоа е сосем вред. Електричниот погон е следната голема промена што се случува во автомобилската бранша и која што зафаќа многу пошироко од автомобилската бранша. И затоа ова промена, значи на енергенсот кој што го движи светот во изминатите, па не е тоа премногу долг период, значи од средината на 50-тите години доаѓа помасовна моторизација и тогаш се обнародува автомобилот, кој што претходно е луксус. Значи доаѓа до промена на енергенсот. Електричниот погон не е нешто што ќе одмине, не е нешто што ќе заврши, не е фаза која што треба да почекаме да одмине и да се врати светот на... Во целиот тој период, од првата генерација на Октавија до ова електрична Шкода Ениак во купе изведба, затоа што има
две каросеријски изведби. Значи, покрај класичната SUV, ја има и оваа купе SUV изведба. И за сето тоа време Шкода си го почитува идентитетот на чешката марка, идентитетот на својата марка во рамките на концернот од Волфсбург. Идентитетот се препознава најмногу во светлата. Дизајнерите во неколку генерации наназад ги применуваат формите и линиите кои што се препознатливи за обработката на кристал во дизајнот на светлата. Чешка е позната по своите мајстори, по своето занечиство во изработката на кристали и тоа го пренесува во изгледот, во измиџот на секој модел на Шкода. Во оваа фаза е највпечатлив досега, највпечатливо присуството на формата на кристалот, на изработката на кристалните делови во светлата на Шкода Ениак. Највпечатливиот дел во дизајнот на Шкода Ениак секако дека е оваа маска. Кај електричните автомобили нема потреба од класична маска со отвори кои што ќе спроведуваат воздух до моторот. Овој простор може да биде затворен. И тоа е добро за аеродинамичноста. И досега повеќето производители практикуваат тоа да биде обична плоча, лакирана црна со звездички или без звездички. Значи, меѓутоа во основа монотона. Шкода и тука направи разлика. Направи да биде препознатлива со оваа форма, со овие елементи кои што пак потсеќаат на изработка на кристал. Тоа што маската е исправена вертикално, прави еден самоуверен изглед. Ова изгледа како триумфалната капија на Шкода. Си ја носи триумфалната капија во маската. И со право ја носи. Во овие неколку денови Шкода Ениак купе ја возев во најразлични услови. И на автопат, и по магистрални патишта, и по споредни патишта со остри кривини кои што бараат динамично способен автомобил. И во услови на градски метеж, и во услови на студ, и во услови на топли временски услови. Не постојат никакви ограничувања. Сето тоа е веќе тестирано, сето тоа е испробано, тоа е резултат од бројни, од милиони километри кои што се претходно ги поминуваат прототипи, било да се работи во лабораториски услови на тестирање, било да се работи во реални услови на тестирање. Далеку од тоа дека тие предрасуди кои што важат околу чувствителноста на електричните автомобили на студот се реални. Патем во Норвешка, во Шведска, електричниот погон се пробива повеќе отколку во која било друга европска земја со поголемо темпо. И тоа, меѓу другото, докажува колку навистина е релевантна таа процена дека или тоа мислење дека електричните автомобили се чувствителни на студ. Едно од главните прашања околу електричниот погон, зошто воопшто електричен погон, кога за истите пари може да се купи автомобил со моќен мотор со внатрешно согорување, со кој што нема човек да ја има таа обврска да го планира своето патување, подолго патување. Зашто некој воопшто би избрал во тој случај електричен автомобил? Не се работи за заштеда, не се работи за толкава свест дека ете ќе се зачувала животната средина, иако е факт дека електричните автомобили директно влијаат на зачувување. Меѓутоа, вистината е друга. Вистината е таа дека
електричните автомобили нудат различно возачко искуство и представуваат престиж на избор. Престиж е да може човек да избере дали ќе вози електричен автомобил, дали ќе вози дизел автомобил, дали ќе вози бензински автомобил, хибрид, приклучен хибрид. Може би некој ќе посака да вози автомобил на водород, го има и тоа денес, индустријата го нуди. Меѓутоа, вистината е таа, дека станува збор за престиж. Престиж на изборот. Не престиж во смисла да се купи скапо, туку да се избере. И за сето тоа, електричниот погон надоместува со различното возачко искуство. Секој патување, секој излегување надвор од град, па и секојдневието во град е различно. Различно е чувството. Како човек да почнува одново да вози, како прв пат. Се чувствува како прв пат да се впушта по добивање возачка дозвола, прв пат да се впушта во сообраќај на патување. Секој патување е различно. И тоа е таа привлечност, тоа е вистинската атракција на електричниот погон. Тивко е комотно, чисто е кон животната средина, секако во услови кога се произведува електричната енергија со обновливи извори, што во Македонија го имаме во изобилство, го имаме, потенцијалот. И таа е основата на електричниот погон. Кога на тој начин ќе се гледаат нештата, се добива една сосем друга слика од тоа дека електричните автомобили имале ограничен досег, немало доволно станици за полнење, биле чувствителни на студ, што веројатно го намалува некаде околу 10% го намалува досегот, реално. Значи, како што се покажува на тестот, меѓутоа тоа се може да се искалкулира. Ниту пак електричните автомобили се бавни. Во возачкото секојдневие, Шкода Ениак купе во многу нешта е во предност во споредба со автомобилите со конвенционален погон. Отсутството на звук, на бучава, моќното повлекување во сите услови, што се базира врз масивниот вртежен момент што го произведуваат електромоторите од најниски вртежи. Сето тоа прави патувањето на подолг пат, на подолга релација по автопат, да биде релаксирачко. Секако при тоа мора да се земе предвид каде ќе биде полнењето, меѓутоа тоа е работа не на производителите, тука треба и државите и политиките да се ангажираат за да функционира електромобилноста онака како што е замислено. И како што патем веќе функционира широм светот, единствено кај нас. Уште не се градат тие брзи полночи, иако со многу мал зафат може да се постигне целосна покриеност на територијата на Македонија со брзи полночи, кои што ќе добиваат енергија од сонцето, од вода, од обновливи извори. Експерти укажувале на тоа дека Македонија има потенцијал за производство на чиста енергија и од тој аспект електричните автомобили се голема шанса. Тоа е, значи, веќе следна тема. При возење во град, пак е истата приказна. Нема звук. Повлекува суверено, лесно. Од семафор повлекува прва. Нема потреба, значи, за грижа дали моторот ќе повлече или не, затоа што масивниот вртежен момент и способноста на електромоторите да повлечат од најниски вртежи прават една сосем друга динамика во градското возење. Тоа не значи дека човек ќе се трка, туку едноставно ќе биде порелаксиран при возењето во град. Токму возењето во градски услови
уверува многумина во предноста и во идејата да се премине на електричен погон. Многу е порелаксирано кога човек со електричен автомобил ќе се впушти во градскиот метеж, каде што Шкода Ениак купе е како замок. Не во поглед на безбедноста, секако и тоа е фактор, меѓутоа во поглед на смиреноста, на спокојот, кој што го има во споредба со сета таа врева околу себе. Од друга страна, градското возење. Градското возење на електричен автомобил ќе увери многумина во идејата, ќе убеди многумина да преминат на електричен погон, затоа што таму всушност се гледа најголемата разлика во споредба со конвенционалниот погон. Отсутството на звук, мощното повлекување, значи сите оние предности кои што ги нагласив претходно, се моćни да убедат во предностите на електричниот погон. И тука веројатно многумина се решаваат за тоа убедува многумина во електричниот погон. Во поглед на динамиката, факт е дека батеријата е тешка, меѓутоа сместена е рамномерно распоредена во подот на возилото, ниско, и тоа е погодно како во поглед на возните својства, во поглед на тежиштето, така и во поглед на рамномерната распределба на тежината меѓу двете оски. Значи се постигнува многу поволен сооднос на распоредот, тежинскиот распоред на тежината на каросеријата врз оските. И тоа прави да биде многу управлив. Електричните автомобили се динамични. Секако дека се тешки, меѓутоа тоа што го имаат дополнително во тежината, го надоместуваат со тежината на батеријата, го надоместуваат со отсуството на бројни системи и групи кои што се непотребни кај електричните автомобили. Значи, нема резервоар, кој што со полн со гориво би тежал некаде околу, за оваа класа на автомобил, веројатно околу 80 килограми. Нема менувач, нема издув, нема систем за ладење. Постојат бројни групи кои што се непотребни кај електричните автомобили и затоа Шкода Ениак купе не тежи 500 килограми повеќе од споредлив автомобил од оваа класа и со овие перформанси, туку се сведува на веројатно 200 килограми повеќе. А тоа е тежина која што се компензира со инженеринг на оските, на подвозјето, на погонот, така што се компензира целосно. Не се чувствува таа тежина. Таа тежина всушност се претвора во предност. Внатрешноста на Шкода Ениак купе не е изведена како класична кабина во која што е работното место на возачот и во која што има простор за патниците да бидат сместени комотно и удобно. Тука е сместена според идејата дека тоа е простор во кој што луѓето седнуваат и поминуваат известно време од денот по работа, при патување, било за викенд, било за деловни патувања. И затоа е тој различен пристап кој што производителите го почитуваат денес, а Шкода го применува мощне вешто. Кога ќе се има предвид дека кабината е конструирана со цел да понуди чувство како да се седи во дневна соба, комоција, како простор, еден вид салон, како простор во кој што треба на возачот да му биде комотно додека престојува во возилото и патува, тогаш се ценат поразлично сите овие нешта што се сменети во меѓувреме кај автомобилите. Електричните автомобили само го поттикнаа и го забрзаа тој тренд на промени на интериерот, кој што ја напушти класичната шема на голема средишна конзола, масивни средишни конзоли, заштитеност со
високи појаси на каросеријата. Значи, сосем е друго чувството. Важно е, денес е важно во автомобилот да се седи спокојно, комотно, релаксирано, да се ужива. Тоа е тој. Тоа се тие минути, моменти кои што човек сака да ги помине во средина која што ја сака. Внатрешноста дополнително придонесува за возачкото секојдневие да биде уште попријатно. Значи, направена е како простор во кој што човек треба да се чувствува, без малку како во дневна соба или како во некој лаунж. Значи, треба да се чувствува комотно, пријатно, релаксирачки, за да си направи една луксузна починка, луксузна во поглед на времето што денес малку ни стои на располагање, за тоа време што се поминува во автомобилот, да биде поминато квалитетно за да си ги наполни и човек батериите. Бидејќи ова е спортлайн изведба и седиштата се различни, значи се спортски седишта со дополнителни контури и со велур, кој што е нош непријатен и на допир и пријатен е контактот. Едноставно, нормално тоа е веродостојна замена за кожа. И нормално кога се сака животната средина, се сака природата, сонцето, нормално е дека и овој покрив се надоврзува на целото тоа електрично искуство со Шкода Ениак купе. Тоа е детал што се поврзува со стрелата во знакот на Шкода. Секако чадрот, што е веќе долго време еден вид символ на Simply Clever, идејата на Шкода. Рачката на вратата е изведена различно, за да се добие повеќе слободен овој простор и со тоа се шири, значи, просторот. И попрактично е. Значи, многу е попрактично од класичните начини. Многу нешто се сменја, многу нешто во браншата се верувало дека се добри, а се покажува дека многу мали измени се доволни за да се добие едно ново искуство. Седиштето е со електрично местење. Има и 3 мемориски положби. Значи, во поглед на седењето, за сите овие километри што ги изминав во меѓувреме, а тоа се близу 1000 километри, значи за 3 денови, можам да потврдам дека седиштата се одлични и тоа не е ништо ново за Шкода и за Volkswagen целиот концепт. Нормално, а назад истата приказна, значи спортлайн изведба седишта со повеќе нагласени контури, со поддршка под просторот под колената и седиштето сега е вратено во положба, значи мемориски е наместено во положба најназад за да се олесни пристапот. Меѓутоа, пак има простор за колена. Пак има комоција. Во поглед на просторноста, ретко кој електричен автомобил заостанува. Затоа што самиот електричен погон одзема помалку простор, има различна конфигурација и тоа дозволува просторот да се искористи рационално. Односно, електричен автомобил кој што е, да речеме, долг 4,5 метри,
според просторноста, според чувството и според искористеноста на просторот, соодветствува на автомобил кој што е долг, со класичен погон, кој што е долг, да речеме, 5 метри. Воланот е изработен врвно. Значи, денес се посветува многу внимание во изработката, во финишот на воланите и тоа се гледа и во поглед на материјалите, и во поглед на овие дополнителни финиши, како ова сјајно црно поле на кое што пишува нормално Sportline. Формата е ергономска, фантастично, значи тоа се веќе вредности што со децении се докажани и се применуваат, меѓутоа изработката е тоа што е ново. Изработката на воланите е денес соодветствува на нивото што денес некогаш го има само најлуксузните автомобили. Посебност на Шкода и обележje на целиот концерн Патем е тоа што темпоматот е на посебна рачка. Значи не е, кај Шкода нема дополнителни команди на воланот, туку се си е сведена на таа рачка и тоа е сосем вред. Значи можно е некој да се замени, да се забуни, па место по темпоматот да посегне по рачката за трепкачите, меѓутоа тоа се случува можеби еднаш, два пати, додека човек се сети, се научи дека се таму командите. Овие рачки за воланот со плюс и минус, значи не се однесуваат на промена на степен, туку се користат за одредување на степенот на рекуперација, односно при спуштање, место да се притиска врз сопирачката, се вклучува едноставно поинтензивен степен на рекуперација, што би значило, да речеме, посилно забавување, сопирање на електромоторите, во тој случај, значи електромоторите сопираат и генерираат струја која што понатаму си се акумулира во батеријата. И тука се избира, значи, кукав да биде степенот на рекуперација, односно колку силно да забавуваат електромоторите кога се вози по надолнина. А истото важи секако и во услови на градски сообраќај, кога може, значи, во чест број на случаи може да се отпушти едноставно педалата за забрзување и да се пушти електромоторите самостојно да го забават автомобилот до одреден степен. Финишот во Sportline ги подразбира овие хромирани детали, овие површини во стил на карбон и меко тапациран дел од овој средишен појас од арматурната табла, што е посебно значаен поради тоа што го покрива и ова подрачје. Средишната конзола е изведена без премногу оптоварување, значи ставена е нагласок на практичноста, нормално, Шкода, и дополнително го има овој простор, значи тоа е поради отсутството на менувач, нели? И затоа овој простор се отвора дополнително за сместување предмети и во случај на Шкода тоа е изработен безпрекорно, затоа што е обложено со мека пластика и овие површини се исто меко обложени, тоа е дополнителен плюс. Има полнач за мобилен телефон, има два приклучоци USB-C. Секако, рачката на менувачот, односно бирачот за возење, паркирната сопирачка електрична, која што ја има функцијата на auto hold. Значи на семафор не мора да се притиска постојано врз сопирачката. И ова е дополнителна практичност. Пак тука се докажува Simply Clever практичноста, талентот на Шкода, значи има оваа преграда
А дополнително долу има уште еден простор кој што служи за сместување предмети, веројатно малку потајно. И во поглед на практичноста, Шкода секојаш се издвојува. Ова е, веројатно, најголемото достигнување на Шкода во почитувањето на ергономијата и пријатното чувство. Оваа површина е меко тапацирана и како кај ретко кој производител, тука раката се потпира, дланката се потпира на мека површина, пријатно кога се ракува со дисплејот. Впечатливо е дека инструментите, значи тоа што е на местото каде што би биле класичните инструменти, е релативно мал дисплеј. И некој би рекол дека се е префрлено на средишниот дисплеј, меѓутоа реално се е префрлено на проекцијскиот дисплеј. Тоа е иновацијата, посебноста што ја има ENIAC, значи прв модел на Шкода со head-up дисплеј, односно проекцијски дисплеј со унапредена реалност. Тоа што пишува Шкода, тоа е проекција. И во текот на возењето, например, се прикажуваат на овој проекцијски дисплеј, се покажуваат и линиите да се почитуваат. Тоа е средишниот дисплеј, кој што нуди изобилство од функции, работи брзо. Тука се добива логичен пристап до менито за ракување, значи функции за возилото, со приказ на податоците за возењето, статус може да се погледне. Може да се ракува, значи, со функциите на ретровизорите, светлата, комфортното светло. И исто и со проекцијскиот дисплеј. Значи, има безброј функции. Системи за асистенција. Сето тоа е многу спектакуларно изведено со убава графика. Има објаснување за начинот на кој што функционираат системите за асистенција, паркинг, значи камера со функции. Полнењето нормално. Во моментов 55% наполнетост и тоа значи уште 238 км досег. Значи просечната потрошувачка во комбинирани услови на возење на тестот изнесуваше некаде околу 20 и тоа е солидна вредност. Значи сепак постои разлика и кај електричните автомобили, дали некои се поефикасни, нечи погон е поефикасен и троши помалку енергија. Дури има и bidirectional charging, односно можно е да оддава енергија исто батеријата, не е назад во подоте сепак. Корисник, профили на возење, може да се избере еколошки, тоа е познато од Octavia и од останатите модели, значи оваа графика. И мощно е убедливо, мощно е симпатично. Спортска програма, индивидуално може да се намести како да работат управувањето, погонската спрега, како да функционира темпоматот, климатизацијата. Значи сето тоа го има направено прегледно. Звук, нормално ова е Кантон, гордост на германската аудиоиндустрија стана збор за езотерична аудиоопрема. Неколку профили има на звук. Добро. Значи, неверојатно, тоа е. Опциите се фантастични. И има и
Добро. Телефонот на директорот. Пристапување до основното мени. Ето, тука е уште еден приказ. Овие 40,8 не се важат затоа што се направени во ова време додека се снима, значи тоа е сепак друг нерелевантен податок. Сега ќе најдеме по точен податок, 23, добро, тоа вклучува, значи, возење како демо возило, кога биле правени повеќе спринтови. Ова е од последното полнење, значи 78 км се поминати од тогаш и потрошувачката 24 и тоа е висока, значи и тоа е се должи на малку повисока динамика на возење. Реално се работи за некаде околу 20. И фамозното подрече што беше критикувано претходно, значи овој лизгач претходно беше неосветлен, сега ги има осветлување, значи може полесно да се попушта музика и одредени функции и ноќе. Тука има дополнително полесо прекинуваче за пристапување до функции кои што е поважно да бидат веднаш достапни отколку да се влегува во менито, иако потреба да се менува нешто и да се посегнува често тешко дека има, затоа што еднаш многу нешто се одвиваат автоматски и откако еднаш ќе се направи добар сетап понатаму, нема што потреба да се влегува во менија или да се суди за тоа дека било комплицирано нарекувањето или не. Сето тоа човек го прави додека е во место и се учи тоа мени. Интересно функционира климатизацијата. Значи сега нема вклучено. Добро. Со тоа што ги има овие описни, да речеме, функции, место да се мести индивидуално и да се избира човек да мисли дека тоа е сетапот што одговара во моментот, измислени се овие команди, значи сакам да има повеќе свеж воздух да има во кабината, сакам да ми биде топло на нозете, значи ако некој се чувствува дека во нозете му е студено, го притиска едноставно ова место да командува, или сакам да ми биде топло на рацете. И тоа се тие корисни функции, баш не интересно. Багажникот е вообичаено просторен. Со тоа што Шкода додава, пак и тука има своји simply clever елементи. До сега не познавам некој пример дека волку правилно, згодно биле сместени каблите за полнење. Значи, и тоа е simply clever елемент. Една торба во која што ги собира каблите кои што знаат да бидат и нечисти, валкани, значи сепак треба да се внимава што се внесува во автомобилот и затоа Шкода ја направила оваа своевидна, да речеме, торба која што е дури веројатно е едноставна за чистење, сигурно е едноставна за чистење, па дури изработена од некои рециклирани материјали и место да висат каблите некаде тука или да се сместуваат во овој простор, тоа е уште еден детал од Simply Clever, тоа е веќе се генерации го има овие држачи своевидни со кои што може да се изолира простор и тука да се смести нешто што е мало, да не се тркала низ багажникот. И добро, ова можело да биде веројатно малку по-убедливо сработено. Тука има плюс простор, значи овде е вториот сет полначи, кабли. Овој кабел е наменет за да се приклучи на домашен штекер. Значи,
Тоа е приклучокот во обичен штекер. Во тој случај, значи, е фантастично бавно полнењето и би траело некаде 1 час 10 километри. Значи, за секој 1 час приклучена на полнеш на обичен штекер, значи на кој што се приклучува, да речеме, бормашина, би траело 10 километри. Затоа постојат полначи. Тука има плюс простор, има соборување на седиштата од назад, што е можна господско решение, и нормално сето тоа функционира безпрекорно, нема што да заглави и каде да заглави. Ги има и овие држачи, што пак Шкода се покажува практична па направила за тие да бидат преклопливи. Тоа е таа интелигенција. И затоа Шкода има идентитет, има своја препознатливост во концернот Volkswagen и затоа пазарот ја обожува. Значи, навистина ја обожува. Колку значи Шкода во концернот Volkswagen, значи, доволно може да укаже фактот што менеджментот ја довери улогата на Шкода да се пробива на индискиот пазар, кој што е нов пазар во подем нова Кина, да речеме. И Шкода прва ќе се пробива на тој пазар, каде што дури потоа ќе почнат да се продаваат со своји модели Volkswagen, сигурно и Audi, Seat, па зашто да не и Porsche. Значи, тоа е позиција за која што се избори Шкода со начинот на кој што ги прави автомобилите, со добриот начин на кој што ги прави автомобилите. И уште еднаш, значи, тоа мора да се признае, многу позитивно мислење во овие неколку денови за тоа што Шкода има електричен автомобил. И некој го осмислил тоа убаво. Се функционира во еден потек. Не треба да минат 6 генерации автомобили во Шкода за некој да се сети дека работите можело да се направат подобро за тоа што тие се прават добро уште од старт. Интелигенцијата е во прашање тука. Тоа е Шкода. Меѓу другото, меѓу сите останати предности кои што ги нуди, одлика е интелигенцијата. Клима команди за патниците назад, джебови кои што пак не се од обично платно, туку се доработени, па дури и 2 джеба, не еден, туку 2. Има и преграда тука, значи за сместување. Уште бројни детали остануваат неоткриени. Ете ги завесите за заштита од сонце, фини шубави назад, кантоно звучување. Сето тоа комотно го пишува на вратите, тоа е големо име, германско големо име на аудиосцената. Еве ја Шкода на брзите полночи во Porsche Македонија. Немаше потреба посебно да се дополнува батеријата за време на тестот, затоа што има досеки повеќе од доволно, меѓутоа чисто за демонстрација што значи брз полночи и колку ги менува нештата. За 10 минути приклучена, колку што е Шкода, веќе има постигнато 69% на полнетост, кога беше приклучена беа 62% и според тоа што го покажува во возилото, остануваат уште некои 18-19 минути време додека се наполни батеријата до 80%. Тоа се тие турбо полночи по кои што
Порше е единствен во Македонија. Има брз полночи на станицата на Макпетрол на граничниот премин Богородица, тоа е на Евана. И колку менува приказ веќе наполнетост има 17%. Одвај дека уште 15 минути остануваат време додека се наполни до 80%. Понатаму веќе забавува полнењето, затоа што тоа е батериската техника е таква, значи полни со оптимум полни до 80% и потоа заради заштита на компонентите, заради заштита од прегревање и слични детали, префрлува на послабо полнење. И преостанатите 20% се побавно. Затоа сега полниме до 80% и понатаму се продолжува со возење, дневната рута. Полнењето е завршено, постигнати со 80% и за тоа беа потребни само 20 минути до 80% на полнетост. Тоа е брзината на полначите со кои што располага Порше. Ние на секаде имаме примери за тоа, што значи електромобилност за животната средина и за доброто што го прави електричниот погон за животната средина. И ова е еден пчеларник до кој што наидовме по пат. И еве уште еден одличен пример за спрегата која што електричните автомобили ја имаат со животната средина. По пат тука наидовме на еден пчеларник. Тука си работат луѓето, ги поставуваат корпите, се грижат за тоа и тоа е директна врска, значи меѓу отсуството на издувни гасови на електричните автомобили и влијанието што невниманието кон зачувувањето на чистиот воздух го има кон пчелите. Тоа е уште една директна поврзаност на која што се наидува овие денови додека се прави тестот. Каква ли судбина ќе доживеја електричните автомобили ако не беа брзи, моćни, темпераментни, стартни? Сената им префрлува многу нешта околу досегот кој што е ограничен, околу достапноста од станици за полнење, околу чувствителноста на батеријата, на капацитетот на батеријата на студ, па и околу цената на чинење на полнењето, за тоа што се наплаќа и самото полнење на батеријата на јавните полначи. Меѓутоа, единственото што не било забележано за електричните автомобили е нивната моќност. Оваа Шкода е брзо парче автомобил, малку друг кадар, за да покажам каде е оваа локација. Ова е Козјак. Долу е езерото, од тука не се гледа, меѓутоа
тоа волшебство на македонската природа. И секако дека фактот што овој автомобил се движи на струја, без емисија на издувни гасови, се поврзува со оваа убавина која што ја имаме. За да ја сочуваме, електрични автомобили се битни. Ете во позадина и Солунска глава. Техниката која што ја користи Шкода Ениак, платформата врз која што се подпира овој автомобил, е MEB, односно на германски тоа е Modular Elektrobaukasten, односно систем на заеднички компоненти кои што се користат во колку е можно повеќе модели со цел да се постигне скалест ефект и поевтинување. Односно тоа е идејата која што потекна уште од времето на Пих, на Фердинанд Пих, потомок на Фери Порше, и таа е техниката. Меѓутоа, тешко е дека може да се каже дека ова е поинаку спакуван ID4 или Audi Q4 e-tron. Ова е Шкода Ениак. Уште пред да стартува со електричните автомобили, Шкода внимаваше да го изгради идентитетот во рамките на концернот, да се изгради како марка, различна од Seat, различна од Audi, различна од Volkswagen, и секогаш успеваше во тоа. Овие остри рабови, прави рабови во светлата, па и во линијата на каросеријата, правилни геометриски форми, линии, сето тоа се повикува на богатата и ценета традиција на чешките занетчи што работат со кристал. Чешкиот кристал е поим. И затоа се повикаат дизајнерите, менаџерите на марката, се повикаат на кристалот да биде користен како еден стилски елемент што понатаму ќе се провлекува низ целата форма и ќе биде основа на целата идеја на дизајнот на Шкода. Чувството.
И нормално се што треба да се направи е да се префрли тоа. Тоа е познат пат од Свети Пантелеймон до Средно водно. Тоа е звукот. Сиот звук што се слуша во кабината. И тоа е огромна разлика. Значи, амортизацијата исто работи тивко, нема непријатни звуци, освен на некои груби грешки кои што нашите експерти за патишта знаат да ги изведат. Нормално дека се внимава и на тоа, посебно се внимава, посебно тежешта се придава на комфортната и тивка амортизација, затоа што се совпаѓа тоа со очекувањето од електричниот погон да биде релаксирачко, да биде комотно, спокојно, тивко, да биде 5 минути или половина час или 6 часови, колку и да е, кои што ќе бидат поминати квалитетно. Значи човек може да се препушти на собствените мисли, на комуницирање со патници. Тоа е промената која што се случи во автомобилската индустрија во светот. Не сакаме повеќе да се тркаме, не се важни V8 мотори, важно ни е комотно време, безбедно време, пријатно чувство и да не се загадува. Тоа што долу уште се надзираат зградите, објектите на Скопје, се должи едноставно на фактот што дува ветер овие денови, па затоа нема загадување. Не само во Скопје, секаде. Толку е тивко. Тоа е тишината. Значи, дополнително е вложено и во изолација на каросеријата. Ениак е конструиран како електричен автомобил и затоа се внимава и на оние подрачја да се изолираат и оние делови кои што кај возилата со мотор со внатрешно согорување се потиснати од звукот на самиот мотор. Меѓутоа, во електричните автомобили го нема тој звук на мотор да го прикрие, да ги прикрие тие мали ситни звуци од некои подрачја, па затоа е посебна работа, посебен предизвик е да се направи и изолација на кабината. Ениак е во моментов по продажбата е, односно според продажбата лани, е продаван околу 10.000 примероци помалку од Фабија, а околу 10.000 примероци повеќе од Кодиак. Значи, тоа е одлично позициониран модел. Значи, тоа е маркетиншката вештина, менаџерската вештина на Шкода, која што си ја познава својата марка и си ја познава својата клиентела. Нема експерименти. Се знаело уште однапред каде ќе биде позициониран Ениак купе. Значи, сепак не е еден модел, туку се две каросеријски изведби кои што се различни во каросеријата. Подвозието е, односно платформата е MEB, односно на германски модуларер електробаукастен, односно систем на користење на заеднички компоненти за да се постигне оној скалест ефект. Тоа е
Поредно се нарекуваше платформска стратегија, а денес е MEB, MQB, PPE платформи, значи тоа се тие платформи што ги примени, денес ги применува цела индустрија, а во основа Volkswagen беше, па да речеме, иноватор, пионер во таа платформска стратегија, иако американските марки се водат како први кои што ја американските GM, Ford и Chrysler беа први што ја користеа таа платформска стратегија за денес гаснатите марки, односно за поголемиот дел од згаснатите марки на GM, Ford и Chrysler, главно GM, од типот на Oldsmobile, Pontiac. Меѓутоа, Volkswagen го направи тоа различно, затоа што во време на Пих, значи на гениалниот техничар Пиех, потомок на фамилијата Порше, значи внук на Фердинанд Порше, во тоа време се стави нагласок на квалитетот. Значи, за разлика од американските концерни кои што гледаа само да постигнат колку е можно поголема заработка со тоа што користеа една иста платформа за колку е можно повеќе автомобили, идејата на Пиех, Фердинанд Пиех, покоен сега, беше во тоа да постигне колку е можно поголем квалитет, значи да го подигне квалитетот на колку е можно поголемо ниво, користејќи го скалестиот ефект на платформската стратегија со цел на купувачите и на сцената на пазарот да им се понуди поквалитетен автомобил од конкуренцијата. Значи по иста цена, меѓутоа поквалитетен во бројни подрачја. И тогаш се случија големите купувања на престижни марки, Bentley, Lamborghini спаѓаат во концернот Volkswagen. Шкода е голема марка во концернот. Значи со тоа што ја има предводничката улога, значи ја има улогата, задачата или честа да пробива пазар во име на целиот концерн, значи на индискиот пазар, па дури сега и целиот тој регион се покриви, и во Виетнам почнува во меѓувреме почнува монтажа на возила со компоненти кои што се изработени локално во фабриките во Индија. Тоа е стратегија, така се освојува автомобилскиот светот. Затоа е моќен Volkswagen. Успехот што Volkswagen ќе го направи на тие пазари и Шкода ќе го направи на тие пазари, тоа што Шкода ќе го постигне таму, е важно и за европскиот пазар, односно тој профит што ќе биде направен во Индија, во Виетнам, кој што е исто така пазар во развој, во целиот тој регион на Југоисточна Азија и Пацификот. Сето тоа оди и во развојот на автомобили за европскиот пазар. И затоа овој Ениак, затоа ова Шкода Ениак е толку добра. Ете го виртуелниот помагач во проекцијскиот дисплеј, иако на камера се гледа многу помалку од тоа што во стварност го има. Значи, добре, да забавиме малку, благодариме. Лесно е управлива, тивка е, потешка е, да. Масата може би се чувствува кога ќе се запре
од голема брзина ќе се запре нагло. Единствено тогаш може би се чувствува тежината, меѓутоа тоа е само искуствено чувство, нормално не доаѓа до продолжување на патот на сопирање. Автомобил што се избира со симпатија. Се избира не заради тоа што некој треба да заштеди од електричниот погон или што има нешто посебна грижа за животната средина, туку автомобил што се избира за тоа што се допаѓа. Тука цело време на спуштањето се случува и рекуперација. Значи, еве, може сега да се избере повисок степен на рекуперација. Односно, батеријата си се поднапълнува. Ете го звукот на подвозјата на овие талентирано изведени шахти, кои што ниту во 21 век, во третата деценија на 21 век, или ако е уште поточно во средината на третата деценија од 21 век, не научија да ја изведуваат. Нашите градежници, иако имаше обид од обожуваната градоначалничка да ги поправи нештата, добро, Шкодичка, сте забележале колку малку луѓе знаат правилно да ги менуваат овие острови? Страшно. Че треба само малку повеќе свест за тоа што е учено по физика, па дури чувство не мора да е некаква физика, а се има ука у предвид. И вистинскиот ресор на електричните автомобили – градско возење. Појди запри. Значи, дури и во споредба со обичен автомобил со автоматски менувач, пак е во предност електричниот автомобил, главно поради тоа што повлекувам погонот линеарно. Еден од последните модели што се продаваше нов по цена под 10.000 евра. Mitsubishi Space Star. Секој сопирање значи дополнување мало на батеријата. Затоа и досегот во град е подолг. Хибрид. И уште еден хибрид. Ето, толку е комодно. Тоа е разликата со обичниот погон. Значи, нема никакво доцнење во остварувањето на забрзувањето, постигнувањето на забрзувањето. И нормално, се е подобро за самиот автомобил, значи механиката е помалку оптоварена, погонската механика, односно електриката е помалку оптоварена во услови на градско возење и со текот на времето ќе се покаже дека електричните автомобили, а сигурно и веќе се покажува дека електричните автомобили се многу по-издржливи и помалку се
изложени на оптоварување во градски сообраќај и се поодржани по одредено време во споредба со автомобилите кои што имаат обичен мотор. Секако предност е и тоа што наутро може да се не поздравува еден човек, кажува дека му се допаѓа автомобилот, значи тоа е уште еден доказ дека им се допаѓа на луѓе идејата за електрична Шкода. Браво. И уште една предност е тоа што кратките релации кои што се смрт за обичниот погон и како што кажува господин мајстор Арсовски Зоран, тоа што најмногу остава штета врз издувот, значи кратките релации го оштетуваат издувот и останатите компоненти, тука е небитно. Значи може човек да извози 500 метри и тоа нема да му штети на автомобилот, на погонот. Напротив. Значи нема никаква. И нема загревање, нема потреба да се чека да загрее моторот, да излади моторот. И уште една голема предност е тоа што може да се користи, значи тајмерот за вклучување на климатизацијата. Значи во зимно време, додека автомобилот уште е на полноќ, а може тоа да биде и домашен полноќ, значи се вклучува некое време пред да се седне во автомобилот и да се појде на работа и се вклучува, значи, тајмерот за да ја загрее кабината и понатаму помалку енергија да се троши за грејање на кабината, затоа што енергијата од полноќот ќе се искористи за тоа. И очигледно ќе ја сподели фотографијата нашиот пријател од улица. Ева поаѓање. Тоа е делот од приказната за успешната трансформација која што го следи имиджот на Шкода. Луѓе веруваат, кога Шкода ќе направи нешто, веруваат. Од марка која што продаваше модели од источниот блок, стана марка која што во моментов има најпродаван модел кој што балансира некаде меѓу средна и компакт класа Октавија, секако, со години бестселер. Што Шкода не продава најевтини автомобили, туку продава автомобили кои што нудат противвредност. Тоа е разликата. И еве и Рапид. Значи, Шкода има во сите класи. Патот води до Порше Македонија, каде што треба да се